владата го заборави угостителството или многу доцна виде дека угостителите имаат големи проблеми врзани за отсуството на граѓани заради опасноста од зараза со COVID-19, путем реагираше, но чинам дека реакциите на угостителите беа дека е тоа целосно недоволно. Останува, значи, за партијата или за коалицијата што ќе победи, што значи за ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери, да го спроведе она што е напишано во програмата, дека е потребно во првите 100 дена да се посегне по една преодна стратегија за решавање на затечените проблеми или проблемите во тек врзани за економијата и за здравството, што значи со ова врзано и статусот на угостителството. Една идеја или една информација, економистите, експертите економски сметаат дека треба на патот на европеизацијата да бидеме стандардни и наместо министерство какво што имаме сега за економија, во кое влегува и туризмот да се извлече од економијата и да се дислоцира во културата. Тука го врзувам јас и угостителството во една своја димензија, има врска исто така со туризмот и мислам дека на таа линија е добра мерката да се намали ДДВ-то што го плаќаат угостителите, за да им се овозможи порамноправен настап на пазарот, а ако се извлече, како што велам, туризмот, тогаш да имаме едно класично европско министерство, како што е Министерство за индустрија, за трговија и за развој. Мислам дека е тоа добар потек. Понатаму, што е добро, од она што го разговарам, тие сметаат дека определбата програмска младите да можат парт-тајм да бидат ангажирани, се разбира со сите давачки што следат во односот кон нив во угостителството, а за време на летниот распуст да можат и целосно да бидат вработени. Како што гледате, угостителските дуќани и имаат свој придонес во разубавувањето на градот и мислам дека тоа треба да се почитува. Се разбира, ние во програмата имаме мерки за контрола на бучавата која што доаѓа од угостителските дуќани, доколку доаѓа, бидејќи многу често тие се во стамбен дел и тука ќе мора да најдеме заеднички јазик, односно да живееме во хармонија.